Драги гледачи, добар ден. Добро дојдовте во ова вонредно издание на Демократски импулс по повод локалните избори 2025 година. Денеска го имаме кандидатот за градоначелник на општина Доиран, господинот Милан Мајкиќ од редовите на партијата Демократи. Добар ден и чувствувате се како дома во ова наше студио. Добар ден, секој е добро, убав ден, убаво остатак на викенд колку ви останува. Така. Морам да кажам дека ми е мило и особено драго што токму вие сте денеска наш гостин. Се надевам дека ќе успееме на нашите гледачи да ве доближиме до нашата публика, да. Па и јас се надевам дека ќе се доближиме до вашата публика и до вашите гледачи. Така. Да дознаат нешто повеќе за кандидатот за градоначелник на Доиран. То зависи колку долго ќе трае овој муабет. Можете се да дознаете, ама у наредних 6-7 недели. Така е, така е. Не ни се сомневам дека вие имате големо искуство, така да... Не се сомневам ни ја, мада искуство е некогаш много важно. Ама некогаш е многу оптеретувачки фактор, затоа што кога имате големо искуство и полако поради тоа искуство постаете опрезни. Господине Милан Мајкиќ, можеме ли да започнеме со вас, да ве запрашаме за вашето минато, кој е всушност Милан, да се представиме пред нашите гледачи? Па Милан Мајкиќ роден на Петровдан 51, тоа е 12 јули. Од мајка Рајка, отец Ѓуро, кои беа работени во Министерство за надворешни работи. И поради тоа причина живеевме прилично надвор и тоа доста влијаеше на мене. Поготово кога одев на школување на некои страни држави и така натака. И Милан Мајкиќ е некој кој поради традиција во семејство не е имал друг избор осим да стане патриота. Не имал мој ујак, мајчин брат со 21 година е дал живот за слободу. Мој стриц Милан, по коме ја носам име, е дал живот у борбама за ослободување на јајцето, оно да се одржа јавно и така натака. Тоа да ја сам едноставно пелцован на некој начин. И тоа влие на мој живот и влие, а поготово сега. Поготово сега со ова моја постапка. Вашето образование? Моето образование е добро сега, основно гимназија. Мада морам да кажем да сам ишao у најлепшу гимназија во Белград. Преку пута, тоа е била гимназија Краља Петра, на Топчевском брду, броз е станало 500 метара понатака. Би сме били малце онако привилеговани, нели? А факултет сам завршил правен во Белград и тоа е се од образование. Значи правен факултет во Белград. Подоцна се преселувате каде? Пошто знам дека сте живели во Америка. Релативно кратко сум живел во Америка, тоа беше еден голем проект кој имаше фирма Југометал за која работев. Тај проект беше во јуни месец 88 година виден во цела Југославија као проект поголем од Југа Америка. За жал, испада малце подруго, проект не успее, ама медијска пажња била е како треба, мислам. Едвеќе се одбранив од новинарите тогаш. Зашто се работеше? Како проект? Се работеше за проект монтажни куки на бази на железо, кои се во некој вид на монтажни панели, кои се монтират заедно, тоа се како лего коцки. Так. Како деца слагат лего коцки, тако дојдете на градилиште и шрафите. Панел во панел и они формират носечки столб и така натака. И многу е долга приказна. Многу е долга приказна. Ако сакате, на мој Facebook профил има еднаш објавено, молели би да летимо за Австралију.
да ви испричам цела приказна. Колку се квалитетни тие куќи монтажни од железо? Се фалат ли луѓе или сепак тврда град бе тврда град? Абре ме вовлекувате во приказна. Првин, тоа беше идеја на мој генерален директор и генерален директор на Смедеревска железара. Они одат една недела, дојдат порано во Америка и одат по Лонг Айленд, гледат куки, гледат која е цена, ово ми може да правиме поевтино. Така не се прави маркетинг. Ама добро. И така да, американцима причати о конструкцијама од челика, они направи цел Манхетен на челику. Значи, кога заврши читава таа епизода, ја кога се врнав назад во Белград и во фирмата, ја реков, ако сакате да заработите пари, а Југометал беше трговска фирма и највише сакаше да заработи пари, онда ние довеземаме амерички систем за куки овде во Југославија. Такав систем има малце, беше фирма во Скопје, ама не го разви. Не го разви. Значи, од Америка дојдете во Македонија? Не бре. Како беше Лека по вашиот малце. пат? И многу прескак нож. Јас не дојдов во Македонија, дојдов, бев во Букурешт, 24. април 1999 година, кога почна бомбардирање. Од тоа време работев за америчка фирма, која се занимаваше со трговија, мала фирма која се занимаваше со трговија на медицински материјал. Потрошен. Игли, Така. катетери, онда со лекови разни, со опрема, со медицинска опрема. И ние работевме овде со хуманитарни организации кои беа тука поради повеќе причини, ама мене тие други причини не ме интересира, мене интересира да испоручиме нешто добро. Нешто добро. И тоа го правевме. Така да работев за нив и се најдов во Букуреш, на Саја медицина. И почна бомбардирање. Ја увече у соба гледам страјк он Југославија. Ме вика шеф од Америка по телефон во соба и ја крајам да псуем, што друго, мислим. И тако то почна и шефот ми рече да одам по планиран пат беше од Букуреш да одам во Софија да одам во Атина. Тоа беше мој регион кој јас го покривав. И на крајот стаса во Солун и он се јави и рече да идеш од Скопје, иако и Скопје беше мој регион, пошто почна она епизода со бегалци. Јас дојдов во Скопје, покушав да правив некоја работа. Како ќе правиш работа кога цел ден гледам у телевизор? И се треба нешто да направам, ништо не направив. Ама преживеах. И многу ми се, на некој начин многу ми се свиде во Македонија. Прво, клима ми повеќе ми одговара. Друго, луѓе повеќе ми одговарат. Во Србија во тоа време беа луѓе, му кажеш добар ден и следното ќе ти псуе мајка. А тако време беше. 99-та, 2000-та, 2001-та беше беда, беше... Ајде, има тоа се во новини, во колумни, немој мене прашате. Така да мене се свиде во Македонија, решив да останем во Македонија. И 2001 бев во фирма, прв пат бев во фирма и во петок мој газда тако темпираше секогаш, онако лако расипано. Во петок во 5 сати каже ти да се вратиш во Белград, ако јас се не враќам, а ти најди новог регионалnog директора. Он не најде нов регионален директор, ја останав во Скопје. Сакав да останам во Скопје, се ми се свиде како Скопје тогаш беше. И останав во Скопје. Ето, така. И после, наравно, се случи да најдеш soulmate, што би рекли Амери, или сродна душа, и ствар се зацементира. И така останав во Македонија и лека по лека, кога почна ова инвазија на градежна, се ви нарече мафија, не до мафија, тоа се свите се тие се легитимни. Јас решив да нема, да чекам да ми некој гледа во чорба, него ќе се селам. И со Марица моја
се усагласивме, 3 месеца баравме плац во тој регион околу Валандово, пошто Марица од Валандово. И најдовме, кога веќе изгубиме секоја надеж, го најдовме во Фуркас. Свративме тамо, видовме селото, јас идов пар параметри, сега не можеш во живот да судиш на пар параметри, а некогаш не е лошо. Кога немаш време за повеќе, гледам црква, види се да работи. Иако не во тој момент да работиш. Види се некои убави куки, значи луѓе се трудат да тоа буде убаво. Се виде некој онај канал поред пат, ископан, бетониран, среден. Што треба понатака? Да. И се одлучивме и тоа беше недела. Ја во средовечер реков на Марица, ја идем утре да наđem плац. Ама оценив, ошацовавме еден плац. И он каже, како ќе најдеш плац? Ајде, беше бре Марица, ја тргнував за Либија и за Габон, дали ќе се среден со него, за да ќе најдем некој фурка, ќе најдем бре, тоа ми е посao, са комерцијалиста. Отидов, најдов човек, договоривме плац, кој први видовме, али реков, морам Марица да овери во недела. А не му реков кој е Марица, зашто Марица, njena фамилија е позната во Валандово. Дојдовме во недела, Марица погледа прац, каже, Милан бре, ово се меѓу штали треба да одиш. Треба да ни смрдеа нон-стоп. Дали да живееме во чист воздух. Човек брзе боле схвати дека ќе му пропадне работа и ни понуди друг плац, овој на кој сме сега. И ми го земавме веднаш. Први го него гледам зашто тоа беше лозие. Младо лозие. И јас сметав дека не треба да гледам воопште нешто што има насад. Прво е поскапо, друго греота е. Греота е бре за државата. Јас сега да правим аеродром бре во општина Доран. Ама греота е бре, треба колку ниви треба да упропасти. Дефинитивно. Па дефинитивно, ама треба маце да се размислува пошироко. Така да кажем. Сега јас се одлужи приказа, извинјавам се. Не, супер. Колку време сте во Доран? Значи... Во Доран сме 2007 земавме плац. Одмах тргнавме да правиме куќа и има тамо повеќе објекти. Сум слушнал дека во село не озборуваат дека сме олимписко село, затоа што има повеќе објекти на те летја кујна, те гостинска куќа. Зашто гостинска куќа? Ние имаме 3 деца со Марица. Не сакаме да ги слушнеме никога се карат, ни никога се сакат. Ние сме малце, односно јас сам малце помато, Марица е 11 година помала од мене на време. Може да учествува на миспре. Така да, така го направивме. Направивме нешто убаво да село може да се гордее. Кога рековме, ќе направиме овде парк, и ово штаник нормално, овој рекол, матора будал, тогаш не бев матор, тоа има само 57 години, и се тоа направивме. Денес да дојдете, наша дрва поедина одат преко 5 метара. Имаме се и четинари, листопадни, и овошки, наравно мачиња, од Дојран, обавезно да молам. Има една изрека, куче да е од Дојран да, и куче нам е од Дојран. Од село Николич. Ако смеам да заклучам, Дојран си го сакате како да е ваш, мислам, буквално... Да. Многу го сакаме. Марица моја го обожава. Ама, опет на големо изненадување, не баравме плац во Дојран. И сега луѓе не прашат, а зашто не сакате во Дојран? Па многу едноставно. Јас кога живеам во Фурка, а сум задоволен таму, осеќам живот секој ден. Во Дојран, во ван сезона, од септември до следниот јуни, не осеќате живот као што го... А од јуни до септември е гужва, бар тогаш беше, се нажалост, мртво море. Ме разбирате? И сега ние имаме можност да одиме некаде, да промениме кухиња. И ние одиме за Дојран редовно. Не е далеко. 17 километра од наш дом. Така. Тоа нам е прошетка. Баш така. Прошетка, така да ние многу сакаме да одиме од Дојран, а сега од Дојран да дојдеме во Фурке, тоа тешко ми се случи. Иако е Фурка едно убаво место и морам да кажам,
А има нешто во Фурка што е малце поразлично од веќинско пишување на новинари, медии за македонци и Македонија. Во Фурка никој не кука што нема плата. А ќе доби отказ, ќе бара нова работа. Ко во Америка? Нема. Така. Никој не кукумавчи. Мислим, на Куќани беше под опасност од пожар 2 пати. Сите комши дојдоа да не спасуваат. Тоа не може да се заборави. Не може да се заборави. Ве слушам вака како да не е во Македонија. Ама во Македонија има многу добри работи. И јас затоа се и кандидирав. Затоа што ми дојади да неки попуно беззначени ликови овладуваат со медиски простор, со се, ај со пари, нека име на здравје. Прво пари, што значат пари? Ништо не значат. Денес имаш, сутра немаш. Него они нема тоа искуство. Још им никој не узе, а ке им земе. Све доаѓа на наплата. Нема ту приказа. Така да Македонија брено многу, види сега, јас кога дојдов во Белград, и се доаѓаш, мени е Белград бил мал. Јас сега будем светски лик. И се кретав меѓу и работи за странски големи фирми, за мали фирми. И сега ти кога доаѓаш било каде, било каде, да не будем погрешно или правилно разбран. Сега одиш во Словенија, која беше развиена, каде ова е провинција. Ама не, ти кога влезеш малце повеќе меѓу луѓе, ти ќе саташ дека тие луѓе се многу добри и дека имат многу капацитети, ама владеачки систем не им дозволува тоа. Значи, главната мотивација за да се кандидирате за градоначалник беше народот на Дојран, луѓето. Да. Нека се непосредни топли, како што прво сакам да успоставим правна држава, не сакам да се бавим со негативна кампања. Ама правна држава, ми немамо правна држава во Дојран. Или што мислиш да сегашен градоначалник може да дојде овде и да ми каже во лице дека имаме правна држава? Па ќе побегне глава без обзира и они членови на Совет. И ово јавно зборувам, не може, шо, ја не сакам да изнесувам тие работи. Јас ако дојдам има да буде ред, рад и дисциплина во општина, jer она треба да служи на народот. Не можеш да дојдеш во општина и да ти каже дојди утре. Не оди бре тоа. Мораш да разбереш да си ти службеник на народот. Тоа сакав да ве прашам, кои се вредностите и принципите кои ги застапувате како човек и како политичар утре ден кога би биле градоначалник? Одлично ти ја последња реченица политичар, ја себе не сметам за политичар. И не сакам ни да будем политичар. Ама ово прво ќе ти одговорам. Значи јас првин себе гледам да сум човек. Тоа е отрцано. Човек. После тоа сам име и презиме. Сам личност. Имам некој интегритет или немам. Имам збор, образ или немам. Трето сам професионалец. И работа која работим за пари, има да ја работим професионално. Или ќе се откажам. Нема да ја прихватим. Нема да ја работам. Че ако прифатиш нешто да работиш за пари, ти мораш да почитуваш редот. Нема ту сега малце ти имаш мислење, немаш мислење. Ма будеш професионалец. Че ја сакам будем професионалец градоначалник и службеник на народот. Дали тоа ќе ми успе? Не знам. Сега да ни кажем, ќе направим ово, ќе направим ово. Мислим, ово е сериозен мојбет. Сериозен мојбет. На сите обеќања до сега, 23 години кога живеем во Македонија, може да не направим К-15 сценарио. Добро де. Извините сега за слово. Не, значи, велите пародија се сите овие ветувања што поминале. Да. Добро, но зошто баш партијата Демократи? Можете да ни кажете како баш ја одбравте Демократи? Ќе кажем, бе. Да, сигурно имате нешто заедничко со нив.
Па имам заедничко што смо иста крвна група. Во следната смисла. Демократи одавно, тамо мисли во јуни месец, објавија конкурс. Уште една партија во Македонија објави конкурс, ама не сакам да се сега ни да спомнам. Демократи објавија конкурс да се јават луѓе за градоначелници и за листи. И да не мораат да бидат членови на партија. Ја не конкурисав тогаш, затоа што тогаш чекав да видим резултат, затоа што мој добар другар од Дојран, ја знаев, то су инсайдерски информации, дека е кандидат од 2 кандидата во ВМРО да стане градоначелник. А мени довде беше од блесавих и лично корисних градоначелника, пошто човекот го знам. Не е важно ни кој е, ни што е. И сега што се случи? Први Мицко рече 30. јуни, па рече 30. јули, па рече 30. август, ја чекав 31. август. Не се јави во оно со 2 подписа, то може само на први, ме мразеше да идем у Гевгелија. И кога тоа пројде, ја се објави дека овај нема да буде, дека други ќе биде. Онај што е, како се каже, подобан, политички, мислим. Кад политички комесари после ослободување Југославија се одлучуваат, ја тогаш рекол, чекај бре, и отидов кај него, рекол, слушај бре, ја се кандидирам. Јас сам очекивал неки нормален човек буде градоначелник. Што се кандидуем, па шта буде. Искористив ово и бев апсолутно чудовиден што му послав на Јорго, Да. кратак неки резиме. Има в Србија една изрека, паметно човеку комарац музика. Јорго се укапира, затоа сме иста крвна група. Утре дента ми се јави по телефон. И тако почнавме. И ја почнав и тогаш гледа повеќе, ја прате партија генерално, прате партија. Сега мени може да малце не е тај приемчив, тај, како да кажем, то се каже, како вие викате овде во медии? Слободно кажете. Не, вие викате, не викате речникот, него викате ние Говор. како го навикувате во медии, има еден странски збор, наратив. 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 Да још да ми објасни што е перцепција, наратив, све странски избори, све јаки македонски патриоти. Мене нема да ме фатиш да ти кажем перцепција. Ни наратив. Барав да ти... Да. Тоа е речникот. Што сега треба да правиме? Ја не разбирам човек да се залага за својот јазик, а јазик му е главен и да употребува странски изрази затоа што, да не кажем сега на кого могу, него не сакам вас да угрозим, ја за мене не се секирам. Кому му одговара то, па нема, простроим црвени тепих, они одма готово, све што треба ќе прават. Но господин Милан, што е тоа по кое демократи се разликуваат од останатите политички партии на локално ниво евеса? Што видовте во таа партија? Јутрос читав прашања до Козев овде, не, ја не читав, него се сетив, и ја прашав моја Марица, и рекол, ако ме прашao, јас ќе ви кажем, везе немаш, ако досадно ниси уедио, не треба ни да ме прашаш. Да, маце шегови. Значи, што е другачие? Прво, луѓе се другачие. Никои принципи се другачи, се подруги. Јас верувам во тие принципи. Едноставно верувам. Ја верувам во мисла на Тесла. Јутрос прочитав, нисам ја нешто нити сакам да се правим страшно паметен. Ама јутрос читав Facebook и прочитав мисла на Тесла. Човек е роден да работи, трпи и се бори. Трпи и се бори. Да. Ко не работи така, пропаѓа. Кратко и јасно. Може да тоа ставим као мој мото. Значи, ако ве сватив, видовте нешто во таа партија што не сте виделе сиве овие години во другите партии, други луѓе. Сигурно не, напротив. Немој да се ти почне да ти прашаш што се видело да ти зборувам што. Не, чисто
Што се збор видел во други партии? Други партии се сви, тоа е сега ново компонован збор, клиентелисти. Аха. И сите се трудат да во сите кампањи буду популисти. И ќе градиме. Боже што ќе градиме. Чудо едно градиме. А кај ќе, и onda ќе рушиме старо и ќе фрламе шут. Кај ќе го фрламе? У прва згодна дупка. И тако на моје село ќе ти покажам. Фурка. Па не, што прави градоначелник? Градоначелник прави, му одобрува на изведувачот да фрла на километар подалеко тамо каде работи. Со тоа, он ме загрозува мене. А оме ставља пари од джеп. Ситни пари, бре. За нафта, колку ќе да одвезе 20 км подалеко. Ама нема, се битно, кога е бизнес опрашање. Имате ли вие можеби некое си решение во однос на тоа на сметот на која е вашата визија за вашата општина Дојран? Дали некој ваш проект можете да ни кажете на пример? Прво, ја не е мој проект. Извини, немој да си изненаден. Ја апсолутно пратим се и знам кои се проекти важни. Значи, најзначајниот проект за Дојран во овој момент е да се врати водата и да се успостави нешто што беше пред 4-5 години како треба. Узград Марица, ја живеам постојано во Фурка 10 години, пропустив да го кажам тоа, сега ми текна. Значи, вода е најважнија, вода. После тоа, канализација, има и некои проекти, има неки колектори, има некои предвидени пари, сето тоа има. Ама Дојран не може да стане туристички атрактиван ако човек треба да плива, да не кажем што. Не може. Дојран е мутан као такав. Ама се осеќа миризба. Луѓе кои се од Дојран не сега ќе се бања тамо. И сега, ако ја кажем јавно, ќе ми кажеш ти ружиш општина. Ништо ја не ружим општина. Наружили се они кои се тоа направили. Ја сега да реши канализацију. Довод водече да реши држава, ова влада, бар тако се обикали. Канализацију да решим. Водолј е полесна работа, затоа што инсталација воловода и инфраструктура е многу поевтина, него канализација. Канализација е поскап проект, тоа да решиме во градски населби Стар Дојран и Нов Дојран, пошто тие се ударни за туризам. Ние немаме уште селски туризам, мада кај нас се гради водовод, и канализација, ali никако се заврши. Mi smo produžena priказна. Така да тоа ми е ударно. И сега, посен тоа, и ударно ми е да обезбедим пари за финансирање, а то мислам дека ќе знаем да го работам. И важно, многу е важно да, али морамо да очистимо Дојран да би привлекли страни туристи. Морамо на тие туристи нешто да им дадеме. Не може да кажа, ајде, јади пинџури, ај со здравие. И гледај убавината. Убавината има во цел свет, нема земја која нема убавината. Тоа, наравно, кога малце прошедете, ќе видите. Прво томе, мора нешто повеќе. Човек доаѓа на одмор, доаѓа да се разоноди, доаѓа да му нека делишта тамо га вуку, тато, прво томе, мора да им обезбедиш забава, не ли? Значи, сето тоа мора да смислиш, да осмислиш, да функционира, да не омета граѓани, што е исто битно. И да имаш туризам, не може туризам да имаш овако. Ајде. Значи, малце повеќе ќе се погрижите за туризамот во Дојран, ќе смислите некој си нови Не само работи. во Дојран има и производство. Има производство, например, има една велика челичана во Николич. Там има 600-700 работени. Значи, има и одредено производство. Има земјоделие. И има еден стратешки проекат кој никој не спомнува, а тоа е обилазница около Дојран. Зашто обилазница? Зашто сега сите ови шлепери одат и низ Нов Дојран и низ Стар Дојран. Луѓе возат примерно, не, ама сепак шлепер е шлепер. Да, И сега тоа мора да се реши, а обилазница е доста скапа, ама ќе најдеме можност, бре. Мој посел е да најде можност. Не, извинте, ама шалили сме се, ништо не се шалам.
Менаџер на градот. Тоа е. А добро да е, менаџер на градот, ајде. Немој само татко, молим те, немој татко. Ја имам една моја ќерка, сум татко, доста. У Скопје имаме мајка на градот. Па видовме. Имајте и понатака. Избори доаѓаат. Немој да ме влечиш за јазик, знаш да сум србин. Да ти кажем што сум мајката, ајде. Кажи си слободно. Нема, тама не. Това буде пристојано. Ако треба во една реченица или во две да кажете вашата мисија како иден градоначалник на Дојран, што би било тоа вака некоја мисија? Имате ли нешто? Мисија е едноставна. Да после пар години, jer ovo ne može se realizuje sve odmah. Posle ovo, sve pravna država, turizam, ekonomija, ti rekao, mi reče, pomoćna, ribarina, zemljodelci, sve do toga. Za 2 godine da dojdem da se luge, srećni i veseli. I da koga Igor Džambazov napravi tamo koncert, da bude cela opština. Toliko. Pa imate vi ličnosti, da? By the way, ja uopšte ne go znam Igor Džambazov. Ne, da ne misli neko da pravi reklama odlično. Ne go znam čovjek, nego znam da žive tamo. Tamo žive, da. Su ga gledalo u kafeana ovako prolaz. I čovjek mi je super. Јас себе дознав во еден неврзан муаве со еден мој пријател од Дојран, каде што ми вели дека дури и кафеаните се поделени, таму идат од СДСМ, таму идат од ВМРО. Вистина ли е тоа? Дали може тоа некако да се промени, например? Сето тоа, мој друже, е незванично. Че нема званично тоа. Јас инаку, ако треба да се легитимирам, одам во кафеана која се третира као ВМРО-вска. А долги години бев она која се третира као СДСМ-овска. Сега, кај сум? И не сегам во оваа кампања, воопште се изјашњавам. Уопште. Има една јако проста изрека српска, ali неќу да кажем. Постојат ли 3 проекти што би ги издвоиле како најглавни во вашата кампања, дека овие би ги направил први, например, што се најважни проекти? Довод вода во езеро, канализација и туризам. Пример, мада као део економија, не е само туризам. Не е само туризам, али можеш да направиш нека рамка. Нема ништо падне с неба. Или ако и ќе се деси, пошто тоа е модни детаљ, брзо ќе спласне. Тоа дугорочно мора да работиме. Инфраструктура, здравство, туризам, образование, култура, која би е онака најголем предизвик од сиве овие гранки, што мислите дека би успеале? Прво вака сега, здравство, што може ние као општина да направиме? Оно што можеме да направиме као општина е да имаме амбуланта во која има лекар, макар во сезона. Тоа се случуваше, час има, час нема. Да градоначелник пред 3-4 години набави неко амбулантно возило, кога ќе го погледаш, знаеш да тоа nije како треба. Јас бев 4 години директор сектора опрема во Југометалу, кој е беше фирма во Југославија, 99 година со $1.000.000 промет. И ја кога погледам тоа амбулантно возило, тоа ми е професионална деформација, тоа nije право амбулантно возило, него да е адаптиран неко теретно возило у амбулантно, се работи во Германија, бре. Сите наши ови што возат, локално возат такви возила. Па унутра скачеш овако. Па да, почврста амортизација. Значи, ние би требали апсолутно тоа као општина би морамо да направиме. Да имаме обезбедено услугу, грижа за туризам. Да се не осеќа, да нема никој не се грижи за него. И амбулантно возило, и 2 амбулантна возила, не е то, дали едно или 2, како би рекли стари, где има места за едно, а има и за друго, ali to se odnesува на деца, ајде сад. И сега да поправим противпожарна заштита. Апсолутно. И
Јордан има доброволно ватрогасно друштво, има едно возило, колко знам, може би два, кое е, мислим, више оно за олтаймери и така натака. И е добро да е. Дете се љулјало, валја га родити, дај што даш, ама тоа треба да се направи сериозно. Добро, имате ли некои информации зошто сегашниот градоначалник не ги поправа овие работи? Дали во неможност, дали не може, дали... Еве, каков е вашиот однос со градоначалникот? Спомнавте дека, ако ве сватив, дека не прима секого на разговор, дали... Сега ме вовлекуваш на лизгав терен. Не да ја не сега да зборам, него мене не е проблем. Да дојде Анго тука, ја немам проблем. Значи, Анго дојде една сабота за избори 2017 година со цела екипа на СДСМ. Претходниот градоначалник беше на ВМРО. И беше онако, цела екипа делуваше ведро, младо, полетно, пристојно. Мали сега седем на тераса, попладне, ја пушим пури, уживав во моја пури и така натака. И дојда на порта и ми познави да дојдат натре. Тој деца на портата, сега не правиме мобет, стоечки. Дојда, направиме мобет и ние во тој момент се одлучиме со Марица да гласиме за нив. За нив да гласиме. Тогаш беше два независни кандидати, сега да не ширим темата. И гласаме за нив. Еден од нив е станал председател на советничка листа, сега е кандидат за градоначалник. Значи е далечен род на моја супруга Марица. И се беше Бог зна како. И ја отидов кога беше избрана, кога почна да работи, ја отидов с него и да се понудив, што го ти треба. Практична работа. Многу зна, многу може да направам. Имаш тендери за да добиеш грантови. Тут е една запета, малте не зависи дали ќе го добиеш грант или не. Јас имам искуство со тоа, имам рефлекс. Кажи, имаме ми две наши фирми. А имате две ваши фирми? Океј. Се. И така натака. Така да човек работи, не може да стаса, нема време. Пошто работи, не сакам още тако да се изјашнам во кампања. Плиз. Стварно не сакам. Кажавте дека вашата кампања ќе ја темелите на факти, не на црна кампања, како што другите партии знаат да го прават тоа. Мислите дека имате големи шанси така без црна кампања? Сега вака, ја првин, мене уопште не интересе да успеам, ако треба да успеам со црна кампања. Јас секогаш сам мислил да сам фраер. Ако сам фраер, онда сам такав какав сум. Не ми треба да лажем, да варам. Јас читав живот се бави со трговија. Трговија не е лагање и превара. Никогаш не сум слагал. Ниту сум го преварил во работа, во посал, во бизнес. Ако могу да те ошамарим, jer ти си тупав, ќе те ошамарим. Ама нема да те лажем и нема да те варам. Ако можам да заклучам, тоа е дека делувате на претежно скромен човек, кој што нема некои афинитети да се фали, фалбата вева дека е раѓа, а вие имате со што да се пофалите во нашиот неврзан разговор, јас тоа го видов, вие тоа не го користите. Па види вака, ја кога се доселивме овде пред 10 години, јас се знаев со роднина на Марица, и во еден моабет со баба ми, тоа тако вика овде, да. Ја кренувам нешто се фалим. И госпоđа Деса ми одма спочита, абе зете, nije mi rekla zete, nego Milan, ne me oslovila со zete. Не, море ти сам се фалиш. Реко, госпоđа Десо, кога неće нико други да ме фали, морам сам. Шо правам? Значи, не, затоа што све што ја имам да се пофалим е во прошлоста. Не во сегашноста. Ја во сегашноста можеме единствено да се пофалам да тоа што смо направили Марица во фурка е украс на селото. И тоа е тоа. И кој не верува, нека дојде да види.
То мојот село знаат. Ќе се погледне, да. Ке се види, нема шта бре. Мы сме на почеток на село, од лева страна кога влегуваш, има главна куќа, една мања куќа, има пар обиката. Базен никогаш не сме смогли финансиски могуќе да се завршимо. Така оди животот, што? Што сега? Мени во основа, извинјавам се, јас сум кандидат коме ништа материјално не треба. Ништа. Апсолутно ништа. Јас се наживео. Апсолутно. Не ми треба, кој доживеј може да ми приреди место градоначелника дојдена. Осен задоволство да сум направил нешто добро за луѓето. Значи, вие во политиката, еве, како иден градоначелник, не влегувате во трката за да нешто придобиете за себе, заради тоа што веќе сте оформена личност, како што кажавте, имате што не. Види, нека дојду од села општина ми кажа што то да придобијам. Трите деца има у Марица, ја имам ќерка, она има син и ќерка. Сите трие се факултетски образовани, што е важно, а не и не е важно. Важно се луѓе. Си имат свој пат. Сињо живее во Скопје, ќерка живее во Шведска, моја ќерка живее во Белград, имају своја работа. Своји се луѓево. Шо мени, значи, за децава ништа не ми треба. Да сам малце помлад, може да ми треба неки болј ауто, мислим. Сега возим Марицин Јарис, кој е прешо 318.000. Ево ga туе. И супер е. Значи... На нас повеќе не ни треба, затоа што ние и да одиме подалеко, нема да одиме со кола, ни се толку блесав. Ке одим со авион. А и немам ни желба да одим. Кај ќе одим? Мислим, треба да дојдеш кај мене, ќе седнеме, што сакаш, ќе пиеш кафе, јас ќе пием можда нешто друго, ќе пуштим пори да гледаме 100 боја зелено. И да уживаме у трактори кои проаѓаат и наше куче која е коблесава на трактори. Што сакаш? Што е живот? Моментот. Тај у коме живееш. Значи, останува само базенот и добра кола. Друго... Па и не мора. Базенот би био ред, затоа што внук од 7 година, кој е син на Марица, син, имам престак дечко. Моја Марица сега отидна да го види, док сам ја овде. Не сакам да го рекламирам. Дали имате некој проект, нешто, еве, например, што би направили за младите да останат во Дојран, нешто за нив, дали постои што би се направило вака? Сега, тоа е класично питање за политичари. Па да. Сега прозборив на српски. Ама јас не сум политичар. Јас ќе ти кажем следново. На младиве, јас само можем да им порачам. Остајте овде, сунце, туѓе гнева, неќе вас гријат ко што ово грие. Тоа е неки стих из Брадост, кога оде во основна школа. Инаку, шо фали на мој регион и на Гевгелија, Фурка, Струмица, Дојран? Провод лош. Ќе најдеш подобар во каде? Во Германија, во Холандија, ќе најдеш подобар провод. На колку километри од дома? Колку пари ќе те кошта? И кога можеш да идеш да се проведеш? Петак вече, субота вече, крајна приказна. Овде секоја вече може да одиш. Да, работа nije нека и плата nije нека, али благодарејќи на традиција, да си чуваш родителите, да имате некое лозје, да собирате неки пари, ти ипак пристојно живееш. Имате ли некој податок, дали младите се одселуваат од вашиот регион или можеби не, можеби нема такви афинитети? Јас за регион не сум гледал. Имаш Владко Ѓорчев од ВМРО, он сето води сметка, ако сакаш прашај го него. Он се, ако го сакам да тоа сазнам, гледам што Владко зборува. Ама знам, например, еден податок кој не е познат за јавност. Јас сам био чудовиден кога сум слушнал дека во наше село има 35 ергени, кои се преко 30 година. И кој што сега, пошто ја се бавио со увоз-извоз, да увезуваме снајки. Знаме си греота, бре, имаме 35 ергени, преко 30 години. Онајака фаза.
Да гледаш куќе какви су им. Супер. Само им фали жена. Па, ова сад. Не сакам на таа тема, nije пристојно. Нема, ако имаат куќа, имаат работа, се, значи само фали жена, не е ништо друго. Види сега, ја не сакам да зборувам како политичар, ама као личност и као патриота. Да. И као отец черке која нема деца. Закаснила е. Ја мог само да ти кажем, жалосно е да немаш деца. А и за државу е многу штетно. А за тебе као личност е жалосно. Зашто у томе треба да гледаш задоволство, а млади денеска толку многу има забава, они гледају тоа оптеретување. Не гледат задоволство, бре. А има многу задоволство. Чак и кад се нервираш, и кога тргнат работи на лошото. Многу е убаво. Да будеш, сад јас сам мачко, татко е прекрасно. Ето, толку. Се согласувам. Поготово на ќерка, знаеме. А ќерка ми е супер, само што е... Нема, ќе ме критикува, ајде. Кога тргна во оваа кампања, моја ќерка ми рече, Чале, молим те да најдеш некој експерт, немој да се качиш по овие социјални мрежи. Шо бре, маја, да се качам? Каже, ти си Чале наиван. Наиван сам. И не се качам. А многу би сладко одговорил. Скоро еден ми напиша коментар, нафталин, апропо мои години, нафталин се користи проти мољаца. Ја му вратив лаванда. Чекав да праш, па тој народно средство проти мољци е лаванда. И ја имам испред куќа. И лаванда, и розмарин, и жалфија, све имам. Дали еден градоначелник може да го подобри животниот стандард на својата општина? Дали сте размислувале на ова поле? Дали може нешто да се направи повеќе околу ова? Например, не знам, за социјала, за здравство, за животниот стандард, јавни услуги. Се зависи од првиот човек. Ово мора да, како да кажем, коинтонација на оркестар. Значи, мора да интонација. Може доста да се подобри. Може многу да се подобри. Ама главна ствар е да подобриш економија. Ако немаш добра економија, ако си слаба држава, шо имаш? И можеш да подобриш државата. Сега ти можеш да се задоволиш ту, да ти си ту неки мали шаф, да не си сада главна фаца. И то можеш да се задоволиш со тоа, да си задоволен со тој мал успех, да на некој мал број луѓе си успеал да поправиш живот, па за милиметар. Така. Ја се многу овако досаден. Не, се си е супер. Тоа што ве прашувам, тоа си одговарате. Спомнавте проекти. Ни кажавте неколку. Кој мислите дека е најважен за да се подобри вашата општина на подобро, дека би пркнала повеќе од тоа што е сега? Па нагло не може да пркне, бре. Мора постепено. Не може нагло. Нагло е да нас приме у Сјединjene Америчке држави као државу, мислим. Па не, ово е шега, наравно. Да. Пошто Америма тоа на памет не пага. Така да, па главни се се што спомнав. Да се врати езеро со доводна вода и да се поправи економија. Да се исчисти со добра канализација. Немам ја то других решенја. Ово су решенја. Рад, полека, рад, трпење и борба. Нема, жал ми е. Ја не сум политичар. Мислите дека е важно да си го изберете тимот сам или да го наследите од поранешниот градоначалник? Па видите вака, јас сум менувал фирми во социјализмот и во капитализмот. Во социјализмот не сум можел да бирам со кого ќе работам. И не сум можел ни да отпуштам. Во капитализам сум можел и да бирам со кого ќе работам и да отпуштам. Во социјализмот се трудев да тие луѓе кои ќе ги затекнем, да им најдем најдобра позиција во која ќе може да дајдат свој допринос. Се потрудам да размислувам, да
да зборувам со нив како сакате, да работим со нив. И да од нив, ако се нерадници, направим работници. Ја немам намеру никога да отпуштам из општина. Осем онај кој е мимо закона примен. Тоа е друга ситуација. Тој сам се отпустил. Отпустил би онај кога довео. Нема шта ту. Значи, немам намеру никога да терам. Секој сам одредува своја судбина. Ко работиш, ако си професионалец, нема шта, зашто се мене не допадаш. Мене не мора никога се допада. Сериозно. А да доводим нове, и у то многу не верувам. Што значи, ај сега ќе дојдем мои луѓе. Кои бре мои луѓе? Да ишта знаеш со луѓе, знao би да твои луѓе ќе први да ти рокну нож во леѓа. Ако ишта малку шире знаеш о живот. Како ќе се грижите за животната средина на вашата? Како ќе го подобрите можеби зеленилото? Имате ли некој решение за кучињата, скитници? Деме празна кучињата самосетливи. Ми немаме многу скитници, ја не знам како е тоа општина решила. Немаме многу скитници. Одједанпут су нестали, веројатно су их рокнули негде. Ние имаме сосема развиени ветеринарски служби, ветеринарски амбуланти и мислам дека тоа отпаѓа да го работиме како општина, затоа што тоа се веќе уходени посlovни аранжмани. Значи, оно што гледа неки широки народни маси, поготово градот, е кучиња скитници. Кај нас ветеринари се баве со овци, со крави, со како да кажем, Овци скитници нема. па не, со благо кое е економски, како да кажем, исплативо. Не се бават со милениците. У Скопје тоа, тука. Па да, тоа е сосема друга приказна. Тамо кучето служи да лае. Кучето е мени обезбедување. А мачките се не се ни они плезирови, се више овако да ги гледат како се плесави. Што имам 3 мачки. 3 мачки и едно куче. Имали сме повеќе, ама... Значи ги сакате животните, а на кој начин би подобриле животната средина, би направиле некој? Бре, многу ме прашаш. Нормално. Ја не сум политичар, па прво им треба да видим со колку пари располагам. Со колку пари треба да направам. Шта све од проекти ми преостанува да довршим. Извини, ама секој друг моабет е во овој момент депласиран. За мене, мои гласачи треба да гледат дали мислат и проценуваат да ја со своје искуство кој имам, а имам огромно искуство, можем да направам тоа што им треба или не. Дали сум способен и дали сакам да се трудам. Тоа е прашање. Ово што јас ќе кажам во предизборна кампања. Но така ги придобивате гласовите? Па ја Тоа не. што ќе кажете? Па ја не, жао ми е. I'm very sorry. Мене воопште не интересува. Сакате да кажете дела? Значи вие се водите кон делата. Да. Но за да дојдете до делата мора да кажете за да ги добиете гласовите. Па добро, ја мислам дека ќе добијам многу гласови. Многу гласови ќе добијам затоа што луѓе мора да се свестат и да гледат. Чекај, 2 мандата владао ВМРО. Па следниот 2 мандата владао СРСМ. И шта имамо тоа? Да подлечеме црта. И сега се нуди една матора будалчина, која има искуство, не може да каже да нема, ама матор човек и ја шок е, он нема... Која партија ga подржа? Ова партија Демократи. Мала партија. Мала е партија пред овие избори. После избори ќе биде поголема. Полека. Господине Милан, ви посакувам среќа, само сакам сосема за крај да ве запрашам да кажете вашата порака кон гледачите зошто би требало да гласаат за вас. Па што ме влечеш за јазикот? Морам да ти испричам една приказна. Кога беа минатите избори, парламентарни, и дојде кај нас екипа од СРСМ. Се беше наш прв комшија
и беше нека учителка, сега која не знаме, и една госпоđа која е очито видена на листе, спомнеј кој е број на листа, не доби пратенички мандат. И мало им е прашал по нешто. Па шо ви мислите да треба, па како мислите? Ја кажа, госпоđа, немој да ме вречите за јазик. А мој комшија само му бежи брко, ако се смее, пошто помалце знае играчот. Оне опет шта мислите треба, а опет не ме вречите јазик. Кога трет пат ме праша што мислите, треба да рекол да смените градоначелника, вашиот. Смените градоначелника, што треба да направите. И сега што беше прашање? Зошто луѓето да гласаат за вас? Една клучна порака. Па ја мислам дека од овие други кандидати сам апсолутно многу поискусен и поспремен за оно што би требало да се работи во општина. И за правна држава, и за комуникација со спонзори, за грантови, и за комуникација со изведувачи на опрема, што е мал прст, не овој граѓански тоа. Тоа обште немам намеру да се занесувам дека ги градим. Ова претходно ги изградио се што треба. Ово треба да се одржава сега. Дете се родило, валја га љулјати. Тоа шо сега? Па сериозно. Сега да зборувам, извинјавам се, ја не сум класичен. И то ништо не значи. Само, ето, имам такав приступ. И благодарам за прашањата. Многу ви благодарам што ни бевте гости, што еве нашите ценети гледачи и вашите сограѓани во Дојран се надевам дека успеа да дознаат нешто повеќе за вас и па и да гласат. Па, јас сум најдобар кандидат. Кој што е Џоковиќ најдобар тенисер на светот. Он е сигурно најдобар кандидат на светот, јас сигурно подобар кандидат. Ама до граѓани не кажу то. Се е празна прича. Ви посакам среќа и се надевам дека повторно ќе ни бидете гости во наше студио. Кога год сакате. Сакате да правиме муабет о коли, о трки, о... Што сакате? Градежништво. Драги гледачи, тоа беше кандидатот за градоначелник на општина Дојран, господинот Милан Мајкич, кандидат на општина Дојран. Се надевам дека успеавме да ви го доближиме што повеќе до вас и ви посакувам убав ден.